Драги пријателе, пионерскиот дом Карпош во Скопје од секогаш за пионерите бил примамливо интересно катче, каде што секој на свој начин во многобројните секции ја реализирал својата желба, својот хоби. Домот почнува да заживува уште од рани утрински часови, а заспива заедно со детскиот сон, со таа започната за реализирана желба, со онаа утрешна желба што ќе биде овде или на некој од многобројните јавни настапи остварена. Нашата камера престојуваше еден ден во пионерскиот дом меѓу младите карпошевци, па тоа секојдневие еве како таа го забележа. Само да спомнеме, ние не можевме се да регистрираме, но тоа што не е во емисијава, ќе го видиме утре, ќе слушнеме задутре. Пионерскиот дом Карпош од Скопје во оваа учебна година го прославува своето 30 годишно постоење. Што представува всушност овој дом, најдобро ќе ни каже директорот на домот, другарката Леандра Кушевска. Пионерскиот дом Карпош спаѓа во редот на една од првооснованите институции од ваков вид во нашата земја. Под знамето Карпошевци минаа бројни генерации кои во домот за прв пат се сретнаа со дејности од областа на културата, уметноста, науката и техниката и се вклучија во општествените форми и активности, здобивајќи се сознаења за нашето социјалистичко самоуправно општество. Од редовите на Карпошевци, од 30-годишната дејност, израсна и се формира бројни општествено-политички работници, уметници, писатели, инженери, лекари, правници и други трудбеници, чии први чекори се сврзани со името Карпош. Врската помеѓу генерациите што минаа низ пионерскиот дом и сегашните карпошовци е нераскинлива нитка, а постигањата на изминатите генерации се пример и поттик на новите. Срекни сме што прославата на 30-годишнината од дејноста на овој дом се совпаѓа со прославата на Титовите и наши јубилеи. Токму ваквата околност не обврзува да одбележувањето на јубилејот биде крунисано со нови работни успеси. Растам со мојот град. Скопје денес расте. Никогаш нема да престане со тој растеж, затоа што траговите на времето мораат да бидат избришени. Јас растам во тој град. Го сакам и сум среќна што живеам во него, што сум дел од него, што сум гордост на Кале, мост на Вардар, цвет во паркот. Има еден град во векот на времето, расте и цвета како цвет кој никогаш не свенува. Тој е патоказ на новиот живот. Секаде песна, игра, вистинска насмевка. Во клубот на младите амбасадори се собираат членовите и под изреката "Ние сме амбасадори на мирот" се запознаваат со разни земји, се допишуваат со другарчиња од целиот свет, организираат разни средби со амбасадори и деца. За нив не постојат граници,
За нив постои само мир, мир во целиот свет, среќа и радост за сите деца на светот, да се уништи гладот, сиромаштијата, угнетувањето. Никаде да нема војна, сите луѓе да се исти на овој свет. Овде, во овој клуб ги сретнавме и младите литерати, членовите на литературната секција на еден редовен работен договор, а две нивни лични творби ги вклопивме и во емисијава. Најмладите балерини го одржуваат својот редовен час. Нивните срамежливи први чекори ги добиле овде. Овде и ги усувршуваат дисциплинирано, па нивната желба да станат вистински балерини и јавно да настапат како да се остварува. Тито, младост, радост. Нема посветло ништо од слободата, од Тито. Тито, тоа е младост и живот за мене. Тито, тоа е радост и светло сонце. Тито, голем државник, војсководител и политичар. Со разиграно срце успевам да ја дочерам сликата на Тито, што ја носам во себе. Насмевнат со крената рака како да ме поздравува само мене. Посакав да се стрчам, да го гушнам цврсто и себично да извикам: Тито, ти си само мој. Не, ја знам дека тој не е само мој, тој е на сите југословени.
Инаку овој ученик од 8 оделение се вика Горан Алачки, ученик во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во Скопје секако, најстар член во овој армоникашки оркестар, ќе ни каже како дошол овде, кога си дошол и зошто. Овде дојдов уште на 8,5 години поради мојата желба за свирење. Татко ми ме донесе овде и се запиша во овој оркестар, начело со наставникот Никола овде. И ги предов сите 4 свески тие за вежбање. Така што сега свирам и во Народниот оркестар при Пионерскиот дом Карпош. Ти веројатно си почнал и пред тоа да свириш на армоника или пак овде почна, како беше тоа? Па јас овде почнав да свирам всушност. И зошто се определи за овој инструмент? Бидејќи тој најмногу ми се допаѓаше, бидејќи најмногу го сакав тој инструмент. А каков ученик си? Одличен. Одличен. Колку што слушнав овде пред да почнеш да свириш, ти си бил и поет. Па да, пишувам стихотворби и песнички во наш свет, во Колибри. Објавуваш. Од тие објавени песнички, која најмногу ти се допаѓа? Па најмногу ми се допаѓа стихотворбата Нашиот водач. За кого? Па таа е посветена на другарот Тито. Вака започнува скоро секој работен ден во Пионерскиот дом Карпош. Овде можеби се членовите помногу бројни, тоа се членови на фолклорниот ансамбл, кој што прошетал многу во нашата земја и во странство, а овде се наоѓа и најмладиот член. Еве вака нека те видат. Представи ни се како се викаш. Јас се викам Тасевска Лилјана. Колку години имаш, Лилијана? Јас имам 9 години. Второ деление или трето? Четврто. Четврто, напред си отишла. И колку време си овде? Ова ми е втора година. Втора година. Ти си на крајот играш, нели? Како најмалечка и најмлада секако. Кој ора сега ги играте? Ние ги играме Драчевка, Петка, Баба Ѓурѓа, Црногорка. А зошто си се определила ти да се запишеш во фолклорната секција? Бидејќи имав јас голема желба да играм. Голема желба. Да. Еве овде е и хореографот, инструкторот, стручниот раководител Тофе. Кажи ни само неколку моменти најважни од гостувањата. Кај се бил овој фолклорен ансамбл? Овој фолклорен ансамбл има прошетано повеќе места, али би можеле да ги издвоиме нашите гостувања во Шведска, Данска, во Франција на кавалкајадијата. После можеме да истакнеме бројните наступи во нашата република и вон неја. И во Југославија. Да. Вие веќе бевте и на фестивалот во Шибеник, фестивалот на детето, Да, нели? бевме и на фестивалот на детето во Шибеник. После можеме да се пофалиме и со нашата подна соработка со пионерите од Социјалистичка република Црна Гора, каде одиме секоја година традиционално. И сега, што е најважно во вашиот репертоар, најново мислам? Па сега најново работиме на игри и песми од нашето најблиско од НОП. А инаку во вашиот репертоар сретнуваме ние игри и песни од Македонија и од сите братски Републики и покрајни. покрајни, да. Рековме, во домот е живо разиграно. Додека оркестрите ги совладуваат нотите, пионерите кои ги посетуваат часовите по англиски, ги совладуваат буквите на англискиот јазик.
Младите шахисти и пинг-понгари под стручното раководство на наставникот ги совладуваат спортските вештини и досега имаат водредни резултати на разни надпревари, за што добиле и признанија и соодветни награди. Овде треба да се истакне и одличната соработка со предучилишните установи и основните училишта на овој дом. Многу манифестации досега покажале за една вонредна активност на пионерскиот дом Карпош. Од нашата документација побаравме помош за момент да се подсетиме на неколку од нив. Снежниот град во Маврово, домот 6 пати го реализира и тој прерасна веќе во југословенски карактер. Партизанската средба представува уште едно подсетување на врвиците на нашата револуција и гаење љубов кон татковината, зашто таа се брани со вистинска љубов. Сообраќајното дефиле е продолжување на совладувањето на вештините од сообраќајното воспитување. Познато е дека овој дом со години заедно со Советот за безбедност на сообраќајот ја реализира манифестацијата Семафор. За најмладите рибари, рибарскиот карван представува ретко доживување во спортскиот риболов, спортските надпревари, средбите со граничарите во Дојран. Традиционалната модна детска ревија е радост и за децата и за родителите. Најмладите манекенки и манекени многу сериозно си ја сватиле работата, па заедно со песната и играта приредуваат вистинско воодушевување. Но сепак велиме, ова е само дел од манифестациите што ги организира и реализира овој дом. За својата активност, домот има добиено голем број признанија, пофалби, пехари, медаљи. Во оваа јубиларна година, покрај спомнатите манифестации, домот превзема нови потфати како што е случајот со детското творештво во Ресен, манифестација која ќе овозможи стимулирање на детското творештво и манифестирање на истото, а се реализира со помош на собранието на општината Ресен. Пред да се разделиме, да му посакаме сите заеднички нови успеси на членовите и вработените во пионерскиот дом Карпош во Скопје.